Паметните телефони се појавија во 2010 година и со тоа се променија многу работи во нашите секојдневни животи. Повеќето луѓе не можат да си го замислат животот без нив. Пред само 10 години околу 62 милиони луѓе во Америка имаа паметни телефони, додека овој број сега порасна на 265 милиони. Во Велика Британија во тој период смартфони поседуваа само 17% од населението, а сега тој процент се зголеми за 78%. Апликациите се едни од најреволуционерните и непопуларните елементи на паметните телефони, особено апликациите за добро познатите социјални медиуми. Направена е листата со апликации кои што се несинувани во изминатата деценија и не е изненадување што Facebook е на прво место, а Facebook Messenger на второ. На трето место е WhatsApp, на четврто Instagram, а пак на пето Snapchat. По нив следуваат Skype, TikTok, UC Browser, YouTube и Twitter. Листата е направена според податоците од Google Play и App. Facebook ги користи празничните одмори за да ги промени условите за пријавување на Messenger налог. Сега е задолжително покрај налог на Messenger да си има и Facebook налог. Промената помина тивко, но потврдено дека за ново пријавување на Messenger е потребен Facebook. Доколку сте нов корисник на апликацијата Messenger, ќе приметите дека ви е потребен Facebook налог за допишување со пријателите. Увидовме дека повеќето луѓе кои користат Messenger веќе имаат Facebook, па сакаме да го поедноставиме процесот. Ако веќе користите Messenger без Facebook налог, нема потреба ништо да менувате, и велат од компанијата. Оние кои Messenger го користеле претходно без Facebook налог, тоа може да го прават во иднина, но меѓутоа новите корисници немаат избор. 5 савети за вашиот Facebook Messenger. Facebook Messenger е апликацијата која понекогаш сакаме да ја мразиме, но мораме да признаеме дека има бројни скриени работи кои би можеле да ги олеснат нашите секојдневни активности. Во оваа прилика ќе разгледаме 5 од нив. Под 1. Префрлете се на мрачниот режим. Dark Mode започнува да превладува низ огромен број на апликации, а Facebook Messenger никако не сака да биде исклучок од тоа. Најдете го преку вашата страница ми, така што ќе ја допрете вашата фотографија. Во случај, ако имате OLED екран, мрачниот режим би требало значително помалку да ја троши вашата батерија. Независно од екранот, меѓутоа, бел текст врзан, односно поставен на црн екран, обично значи помало оптоварување на очите. Играјте скриени игри во Facebook Messenger. Скриените игри обично се едноставни, но воопшто не трошат многу ресурси и во ситуации на огромна зададеност би можеле да понудат скромни можности за забава и социјализација. И со тоа ќе го тапаме времето на досада. За да ги откриеме овие игри, потребно да допреме More во чет прозорецот или Discover, па потоа да одиме на Games. И за да ја отклучиме целата листа со игри, потребно е први да одиграме една тие игри. Составање на интерактивен подсетник. Сите имаме пријатели кои често забораваат. За да не се повтори таквото нешто, можеме да создадеме еден вид на интерактивен подсетник, така што ќе го доприме More, па ќе одиме на Reminders. Штом го пополниме и испратиме подсетникот, автоматски ќе се создаде картичка со покана, заедно со копчињата за тоа дали примателот ќе може да дојде или не. Ваквото нешто може да се испрати на едно или повеќе лица, односно по група. Како да направиме дека воопшто не сме прочитале некоја порака? Например, некој ќе ни испрати некоја порака преку Facebook Messenger. Ќе ја прочитаме, но не сакаме да вратиме, пак ќе се направиме нудрени дека не сме прочитале. Ваквото нешто има неколку предности. Текстот од пораката повторно станува со здебелени букви и на некој начин се истакнува и потсетува дека на таа порака не сте одговорили. Втората предност, па сметам дека може да предпоставам која била таа. За да наместите некоја претходно прочитана порака, како непрочитана, потребно е да повлечете со прстот налево и да изберете Mark as unread. Од исто во меню може да ги блокираме или да ги ставиме на начин сите и пораки. И на крај да поставиме анкета до нашите пријатели. Копчето More
има многу интересни работи. Една од нив е можноста за правење на анкети и испраќање на истите до пријателите кои во одредена група. Например, каде за нова година? Да го викнеме ли перо? Дали да пиеме пиво или ракија? Преку мор избираме полс и метнуваме прашања кои сакаме да ги има анкетата. Google Photos е една од најдобрите опции за зачувување на вашите фотографии и видеа и постојано има подобрување во однос на неговите опции. Со најновото ажурирање на Android апликацијата, Google Photos овозможува да ги зумирате видеата исто како кај фотографиите, со разликување со два прста. Оваа опција прв пат беше видена на форумот XDA Developers за Google Photos верзија 4.33 за Android. Ова ажурирање, Pinch to Zoom, ќе функционира кај видеа снимени во портрет или landscape. WhatsApp има новитет. Предвидено е WhatsApp да почне со тестирање на новата функција Disappearing Messages, која автоматски ги брише пратените пораки по одредено време. Првично оваа функција беше забележена во ажурирањето на WhatsApp Beta 2.19.275 за Android. Се очекуваше да биде достапна за во индивидуални и групни разговори, но најверојатно ќе биде достапна само за групни разговори и опцијата ќе има само администраторот, односно креаторот на групата. Според VA Beta Info, новата функција најверојатно се воведува за бришење стари пораки и за ослободување на простор за складирање на уредите. Корисниците ќе може да одберат дали пораката да биде автоматски избришена по 1 час, 1 ден, 1 недела, 1 месец или 1 година, без никаква трага дека некогаш таа била отстранета. Ова ажурирање бляк, пак звучи бравос. Ова ажурирање грешка, не, сконцентрирај се.